Здраво луѓе, денеска ќе снимаме едно видео за Solana Network, тоест како може да користиме non-custodial децентрализирани волети за да може да направиме интеракција со Solana мрежата. Првично како можеме да направиме своп на токени на децентрализирана менувачница и да не користиме централизирана менувачница пример како Binance. Прво да видиме кои волети постојат на Solana Networkот. Значи постојат, гледате, Phantom, Backpack, Solflare, Coinbase Wallet, постојат многу волети. Јас ќе снимам само за Solflare и за Phantom, како може да ги користиме тие два волети. Затоа што јас само тие ги користам, може да кажам дека сум прилично задоволен. Најзадоволен сум со Solflare, помалку сум со Phantom, затоа што некако премногу троши за трансакција, значи фи за трансакција премногу троши. Phantom има некој проблем, најверојатно треба да го решат. Не сум проверил дали поново го решиле, но претходно премногу земаше за трансакција, затоа се префрлив на Solflare и сега моментално тој ми е примарен волет за користење. Значи може да видиме Phantom, каде може да симнеме, на phantom.app страната, тука ќе ни даде, нели, зависно од нашиот браузер, ќе ни даде каде може да симнеме Phantom Wallet-от, ако отидеме тука, нели, ако кликнеме download, ќе ни однесе на адоните, ќе можеме да го доставиме самиот wallet. Ето Firefox, ќе почекаме малце, ќе се отвори малце мало попапче и со тоа ќе инсталираме екстензијата за Phantom Wallet. Гледате, се инсталира одма, мо седит, и сега ние можеме да креираме волет и доколку имаме постоечки волет на Solana мрежата, може да го импортираме. Значи може да го импортираме, нели, import secret recovery phrase и со тоа импортираме ли ако имаме приватен клуч. Ајде бе, сега ние ќе креираме нов волет, значи тука ќе ставиме некој пасворд, сега јас ставам некој слаб пасворд, вие нормално ќе ставите некој добар пасворд, agree to the terms of service. Еве, бара треба да биде подолг, добро. Еве идеме continue. Шо грешам, се не види. Очигледно нешто јас. Еве идеме continue, ќе ни го покаже, нели, secret recovery phrase. Ајде сега јас ќе го копирам, дали можам цело да го копирам, не е битно. Еве ќе му направам скриншот за да видиме. Добро. Тоа е print screen. Ајде да видиме. Затоа што потоа мислам дека ќе треба да го потврдиме самиот. Значи continue, get started, не треба да го потврдиме. И можеме да го најдеме вамо во оваа екстензија. Можеме да му направиме екстензијата Pinto Toolbar и секогаш да ни стои вамо во десниот агл. Пример кај мене во десниот агл, на некој други браузери може на левиот агл да биде, но секогаш ќе постои овој волет. Гледате, тука постои волетот, ќе ми покаже некои примерни работи, тука ќе може да примите токени, тука ќе може да пратите, тоа ќе го објаснам малце понатака. Истото го објаснам за Solflare како може да се креира. Исто така одиме тука download for Firefox. Сега јас го имам инсталирано, нели, Solflare волетот, еве ќе го деинсталирам за да покажам како би требало да се направи целата работа. Само момент. Каде е remove екстензијата и ќе ремувнам. Ќе отидеме на Solflare уште една страна, ќе отидеме download for Firefox. Add to Firefox. Ќе почекаме малце, дека малце е спора страната, неверојатно. Ајде уште малце. Овој волет испадна малце спор да биде. Мислам да биде спора инсталацијата, иначе побрзо од Phantom. Што е работа? Почекам уште малце. Ајде да видиме.
Зашто не дава се уште? Добро. Не знам зашто не дава, дечки, ќе видам, се вратам подосна. Добро, понатаму да не продолжиме да објаснуваме за Phantom Wallet, слично е исто и за Solflare. Ќе видиме тука, за да добиеме Solana, за да можеме да свопнеме токени, треба да имаме Solana за да платиме фи и нормално може да имаме Solana, може да имаме USDT, може да имаме USDC, за да можеме да направиме некој своп на децентрализирана медувачница. Такви децентрализирани медувачници, јас лично што ги користам, се Radium, radium.io. Значи, тука треба да се конектира волетот и потоа да се направи размената. Исто така користам Jupiter. Адресата му е малце необична, jup.ag, ама да знаете дека да не се буните, таа адресата не е скам, значи тоа е адресата на Jupiter. Jupiter може да го користите затоа што исто така кажа дека поново пак ќе даваат airdrop на токени, така да најубаво да користите Jupiter берзата. Понатака, од Binance, ние ќе треба да пратиме, нели за да направиме некој своп на токени, ќе треба да ги пратиме на некоја на нашиот wallet и потоа да направиме размена на самиот како се вика на самата децентрализирана медувачница, дали се работи за Radium или Jupiter. Тоа го правиме, значи треба да отидеме на нашиот Binance, одиме спот, истото и на телефон, само што малце подруг дизајнот. Значи одиме на спот, ќе одбереме, пример, сакаме да пратиме Solana, одиме Withdraw, одиме, тука треба да ставиме адресата од нашиот wallet. Сега, затоа што јас овој wallet нема го користам, ова е само за презентација, јас имам друг wallet што е спремен, каде што ќе си пратам јас нормално на тој wallet. Ќе скопирам адресата, на мојот wallet, ќе ја пейстнам, гледате самото ја пропознава дека е Solana, да не сгрешите, секогаш треба да праќате на Solana, нели затоа што праќате према Phantom Wallet, дека кога промашите мрежата, отидоа парите и никогаш понатака нема да ги извадите. Гледате, Binance самиот е препознал дека Solana мрежа, самиот ми ја селектира и не ми дава да селектирам BSC. Тука бирам нели колкава количина на Solana ќе пратам. Во мојот случај јас сакам максимум, ќе ми одземе некој фи и ќе одам Withdraw. Добро, ајде, continue. Гледате, јас користам автентикатор и мејл. Сега ќе видиме кодот од мејл, ќе конфирмираме кодот од мејл. Сега кај вас може да биде подобро, може да побара телефонски број, но секако дека треба да си ставите некој некој уред за потврда кога праќате токени. Сега ќе го напишам јас број што ми стигна на телефон, од автентикатор ќе го внесеме бројот и ќе се испратат токените на волетот што го ставив претходно. Ајде видиме само автентикатор. Самото ги пропозна, Withdraw гледате awaiting approval. Океј, кој ќе стиснам, више ќе почне да се извршува трансакцијата. Гледате процесинг 0 од 1. Ако провериме на другиот таб, гледате имам Solana 0,04. Значи треба да стигне 0,30, ќе треба да имаме вкупно околу 0,34. Сега претходно видов јас пред некој пола сат мрежата беше премногу зафатена, тоест со трансакции, така да може ќе треба да почекаме, гледате процесинг, се уште процесинг, систем процесинг, можда ќе треба да почекаме, но да ги отвориме во другиот браузер берзите. Едната беше radium.io, другата беше yuk.ag. Чека видиме. Добро.
Ајде ќе ја песнеме вака да видиме дали ќе ја отвори. Да. Еве ја отвори. Ќе покажам на Јупитер за сите децентрализирани берзи и отприлика исто. Да видиме дали не стигнаат токените. Еве, гледате, пристигнати се 0.34 и конкретно кој ќе сакаме да замениме со некој токен. Еве, гледате, јас кој ќе конектирам, кој ќе стиснам Connect Wallet, ми го дава волетот што постои на мојот браузер како екстензија. Значи идам Solana, морам да отидам Connect и потоа тој ќе ги вчита токените што ги имам јас на мојот волет. Пример, Solana, еве, јас пример купувам на Solana Network само Polis, тоест Polis DAO, од играта Star Atlas DAO, и пример ќе одберам Solana, не знам, ќе одбереме 0,1, сакам да купам Polis DAO, вие се знаете, нели, ваша сума што сакате да купите, и тука ќе го побарам Polis DAO. Значи, Star Atlas DAO. Овој токен го бираме ние. Гледате, Polis, ќе ви даде нели од прилика колку би требало да добиете, нормално таа сума може да варира. Одам Swap, кога ќе направам, нели тука ако направам Approve, ќе се променат токените. Сега јас лично не сакам да купувам Polis, денеска не сакам да купувам, имам некои други планови со мојата Solana, и затоа ја ќе отидам Reject. Вие ако отидете ваму, ако кликнете Approve, вашите токени, значи ќе се стават на вашиот волет и потоа ќе можете да ги најдете ваму. Значи кога ќе го отворите волетот, ќе можете да видите дека имате Star Atlas DAO токени. Значи ќе имаше 146 токени доколку јас стиснав Approve. Дечки, толку едноставна процедурата. Ова беше Solflare Wallet, ваму ја што го користев, истото е и ако се користи и Phantom Wallet. Слични се волетите и секако истата функција ја обавуваат. Само да проверам ваму зашто не можеше, еве го, значи сега ми дал да додам Solflare Wallet, нели кој ќе го додам, ќе ми отвори Solflare почетната страна, потоа ќе отидам, нели, I have a new wallet, нели, напред ќе ги скопирам овие работи, I saved my recovery phrase, ќе ви даде ваму да песнете recovery phrase од претходно нешто, направив копија, нормално ќе си го сочувате, одам continue, пишувам password, одам пак continue и јас више walletот е активирам. Еве го walletот. Работата што ја направив со Solana, истото може да се направи со Phantom Wallet. Значи истата работа, да се променат токени, може да се направи со Phantom, може да се направи со други волети, но јас препорачувам да се користи само Phantom и Solflare. Други волети не препорачувам. Тоа е тоа, дечки, од мене и ви посакувам да имате убав ден. Поздрав!